Поаѓајќи од потребата за подобрување на енергетската ефикасност во сите аспекти на живеењето и напорите за зголемување на енергетските заштеди, тргнувајќи од обично домаќинство па се до глобално планетарно ниво, веќе подолго време траат проекти и кампањи, се усвојуваат директиви, но и практично се делува за промени кон подобро на ова поле. Водејќи се од оваа идеја во нашата земја досега главно се работи на подигање на јавната свест за потребата од намалување на потрошувачката на фосилни горива, а со тоа и намалување на загадувањето на животната средина и поголема искористеност на алтернативните извори на енергија. Сепак, присутни се и бројни индивидуални примери на практично реализирани начини на заштеда на енергија. Целта е јасна, енергетска ефикасност, што по дефиниција значи користење помалку енергија, без да се намали квалитетот на живеење. Крива Паланка може да се пофали дека е една од ретките македонски па и општини во поширокото опкружување каде веќе некое време работите на ова поле се интензивирани. Меѓу другото и поради бројните енергетско ефикасни интервенции на локалната власт, како и проектите. Еден од нив, јавните институции енергетски ефикасни, преку третиот повик НИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, заедно го реализираат Општинското основно училиште Илинден од Крива Паланка и Центарот за јавна подршка од Дупница, а е кофинансиран од Европската Унија. Примарната цел, која ќе се постигне со овој проект, изработка на техничка документација. Овие документи ќе вклучат подобрување на условите за работа и живот, создавање пријатен амбиент и оптимизација меѓу архитектура и потрошувачката на енергија, преку голем број на реални решенија со користење на природните извори на енергија. Подобрувањето на условите ќе се постигне преку градежни активности за санација на објекти, реновирање на покривната конструкција и покривниот покривач, замена на столаријата и фасада. Планираните градежни активности ќе бидат наведени во проектната документација со која ќе се обезбеди успех во реализација на проектните активности. Овие задачи исто така ќе вклучат и технички решенија и технологија на изработка, како и ќе се нагласат сите фактори кои ќе придонесат за постигнување на целите за енергетска ефикасност. Оваа цел е максимална заштеда на енергија, како и елиминирање на можни грешки во процесот на реализација на проектите. Всушност, ќе биде изработена техничка документација за енергетска ефикасност на 16 згради од јавни институции во двете општини Крива Паланка и Дупница. Деновиве наред дојде делот од проектот кој опфаќа организирање на практични работилници за енергетска ефикасност и стручни презентации пред институциите и пред преостанатите граѓани. Повеќе за ова од разговорот со проект координаторот Добри Јовевски. Во изминатиот период реализиравме дел од предвидените активности со проектот што го имплементира Општинското основно училиште Илинден од Крива Паланка, а кој е добиен по третиот повик од ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Овој проект за енергетска ефикасност, како дел од активностите, имавме и реализирање на работилници кои што се во сферата на енергетската ефикасност и сето она што е главната цел за нашиот проект, тоа е изработката на техничката документација. Значи, не токму ова недела, него во изминатите последни 2 недели од овој месец имавме можност да направиме, или така беше предвидено со програмата на активностите, да направиме 4 работилници, кои што се на соодветни теми поврзани со енергетската ефикасност, така да денешната работилница е и последна до овој тип на работилници и со ова работилница завршуваме еден дел од предвидените активности по самиот проект. За идеите, мерките, техниките, праксата, придобивките и преостанатите нешта кои ги спомена Јовевски, стручни совети и информации, кривопаланчани добија од реномираните консултанти. Јас сум Наташа Хаџилега, проектов сум ангажирана како надворешен консултант за да помогнам околу насоките за припрема на тендерската документација и работилниците како што беше за припрема на техничка документација преку тендерска документација и работилници имавме денеска за енергетска ефикасност на објектите. Минатата недела се одржа работилница за припрема на техничка документација преку тендерска документација, значи и минатата работилница беше баш во тој контекст да се напомени кои се сите чекори од добивање на средства па припремање на тендерска документација во која ќе бидат наведени техничките карактеристики што треба да ги содржи една техничка документација. Техничката документација се однесува на 9 објекти, мислам дека ги знаете, меѓутоа ќе ги спомнеме, тоа е домот Боро Менков, општинската зграда, стариот дел,
двата објекти на детската градинка, школото Јоаким Крчовски, двете згради, школото Илинден и музејов, со сите овие заеднички проект, заедничка документација ќе имаат користење на на сончевата енергија преку фотоволтаечни кели, значи ќе се добива електрична енергија и преку соларните панели ќе се добие топла вода. Другата, бидејќи сите објекти треба да добијат енергетски пасош, да бидат енергетски ефикасни, не се постигнува само со ставање на соларни панели и фотоволтаечни кели, него треба да ги изолираме и објектите, затоа што да не ја губиме енергијата која ќе ја произведеме. Конкретно денешната работилница се однесуваше на енергетската ефикасност, значи дадовме осврт на материјалите кои што ги имаме ние како земја, сите ресурси, фосилните горива, сончевата енергија, енергијата произведена од вода, како треба да имаме план за користење на таа енергија, како да ја искористиме и како да ја зачуваме околината. На крајот само да споменеме дека активностите на проектот Јавните институции енергетски ефикасни не запираат тука и меѓу другото ќе опфатат и организирање на студиска посета во Словенија, членка на Европската Унија, и организирање донаторска конференција. Во меѓувреме го направивме истражување на пазарот кои фирми се компетентни да изработуваат техничка документација според правилата на Европска Унија, прак правилата, и е отворен повикот за доставување на понуди од страна на фирмите, кои што се доставени апликации за пополнување на првата апликација за изработка на техничка документација и следуваат понатаму активности на разгледување на нивната апликација, одобрување и сите оние предвидени активности со самиот проект што ги имаме предвидено во проектот. Порастот на потрошувачката на енергија во Република Македонија е значителен. Ако во 2001-та нашата земја вкупно потрошила 6 гигават часови електрична енергија, оваа деценија мерилата се двоцифрени. Причина за ова е зголемувањето на индустриската активност, застарените технолошки средства, како и старата инфраструктура, која што драстично го забрзува неефикасното користење на енергијата. Придобивките од праксата која Јовевски и неговите истомисленици ја пропагираат се повеќекратни. Спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност ќе резултираат со намалување на сметките за електрична енергија, потоа заштедените средства може да се искористат за подобрување на стандардот на живење и условите за работа. Согледувајќи ги придобивките преку примерот на овие институции, тој се надева дека ќе има промени во свеста и на граѓаните. За волја на вистината, дел од домакинствата веќе преземаат мерки во насока на енергетска ефикасност, меѓутоа останува уште многу да се стори. Замената на старите врати и прозорци со нови, ставањето изолација, употреба на штедливи светилки и поставувањето сончеви колектори се наедноставните работи што може да ги направат граѓаните за заштеда на енергијата.